дрес, представникот на Финска. Црвен дрес Матеј Гардош од Словачка. Допрвак се разгоруваат борбите, почнувани гледачи на Европското првенство. Утре очекува вториот ден, кога ќе имаме борби во категориите 52, 60, 70, 83 кг и категоријата до 115 кг на најтешка категорија. Еден поен, казнен веројатно за Нурмела Јуси и ќе оди долу на партер. Остануваме се уште со таа борба во која Матеј Гардош води со 1:0. Гардош од Словачка. Сега се обидува и Нурмела Јуси да врати со иста мера. Премногу и тактизирање, нормално е во еден ден, дори по 3 борби, но така е згуснат распоредот на ова Европско првенство. Впрочем и секаде е така, кога се одржуваат слични вакви спортски манифестации од сферата на борењето. Останува она водство на Матеј Гардош со 1:0 на поени. И доста е испарно овде во салата 25 има, но мора ова да се издржи. При крајот сме на првиот надпреварувачки ден во кој се одржаа по 3 кола од 5 категории, 5 од вкупно 10 се разбира. И вака од лице место, сумирајќи ги резултатите. Оние што и влегоа ко фаворити на ова Европско првенство. Гледате на 2 минути и 52 секунди од оваа борба, останува водството на Гардош и тоа добиено поради поменување од судијата на душекот, а прифатено и од главниот судија. И сега е поенот за финецот Јуси. Мал куриозитет врзан за него, што ете од далечната Финска допатува и со своји навивачи. Овде во салата 25 мај, кој можете да ги видите во претпладневните борби. Тој во првото коло забележа победа над ерменецот Мркочијан
А сега на повреда се жали токму Нурмела Јуси од Финска. Да се надеваме дека со него ќе биде се во најдобар ред. А ние ќе останеме до крај во оваа борба помеѓу Гардош и Јуси. Првиот преврувачки ден нормално донесе не толку квалитетни борби, тактизира сите борачи на некој начин, плашајќи се пред се за своите пласмани. Некои нема што да избираат. Што се однесува до нашите репрезентативци, да сумираме дека од понатамошниот тек на ова европско првенство испадна Исмаили, Митев и Ариф Синани. Борбите ги продолжуваат од овие 5 денешни категории што беа на програмата: Лазар Коцев и Сашко Лазаров. Сашко Лазаров во категорија до 65 килограми, Коцев во категорија до 76 килограми. Во трите кола Лазаров успеа 2 пати да излезе како победник, загуби од Бутаев од Русија, додека Коцев во првото коло загуби, во второто беше слободен, а во третото славеше победа, со што ги продолжи своите настапи на европското првенство. Ќе има ден одмор за него и за сите борачи од овие 5 категории. Се обидува Гардош таму, доста атрактивно, евентуално да освои поени, но не му дозволува Нурмела Јуси од Финска. Сега пасивен е Гардош. Го помени претходно судијата на Душекот и ќе оди тој долу на партер. Остануваат малку борби од денешната програма. Верувам, поштовани гледачи, вие што успеавте да не следите до крај и во оној предпладневен термин, некаде започнавме со директниот пренос од 10:30, завршивме околу 12 часот и 45 минути. И во овие попладнени борби кои беа закажани за 18 часот, 20 часот и 8 минути, се уште сме присутни во салата 25 мај. Заврши они регуларни 5 минути во кои немаме победник. Остана да лежи таму Гардош од Словачка, се жали на повреда. Да веруваме дека сепак ќе продолжи оваа борба. Продолжи Матеј Гардош. Значи, ова е последна борба што ја следиме во оваа попладневна програма. За утре се разбира, почетокот е закажан повторно за 10 часот. Останува ние да ја проследиме оваа борба до крај. Дел од гледачите веќе напуштаат салата и тие доста издржаа денеска.
дава поддршка за нашите борачи, ги наградува останатите борачи од другите 24 земји учеснички на ова европско првенство, 13-то поред за јуниори. Арловишката публика, впрочем, е и позната токму по објективното фер и спортско навивање, фер плеот на завидно ниво на овој прв надпреварувачки ден. Во секој случај, ние остануваме во салата 25 мај уште некоја минута, а потоа ќе го одјавиме овој директен пренос. А реков дека утре не очекуваат борби во категориите до 52, 60, 70, 83 и категоријата до 115 килограми. Не очекуваат и таму добри борби. Продолжение на борбата помеѓу Гардош од Словачка и Јуси од Финска. Немаше победник во регуларните 5 минути и 20 освоја по 1 поен. Нема поени, покажува судијата на душекот, сосема оправдано. Не успеа Јуси да го додржи својот противник за нози, иако изведе своја акција, сега надвор од активната зона. Истоштени и двајцата, но мора да издржат до крајот, до оние вкупно 8 минути, заедно со продолжението. Дел од гледачите останаа да ја проследат и оваа борба до крај. Она што е интересно дека првиот ден на Европското првенство функционира се безпрекорно, без некои поголеми, би ги нарекол технички грешки, од страна на организаторот, впрочем и од секогаш и нашиот град е познат по една одлична организација на минатите спектакли. Што имавме можност да ги гледаме во изминатите години. Сега да видиме. Останува. Завршува борбата. Победа на Нурмела Јуси од Финска. Тој ги продолжува надпреварите. А ние, почитувани гледачи, следна средба во живо од салата 25 мај ви закажуваме за утре некаде после 10 часот. Довидување од вашиот коментатор Ѓорги Видов.